Првата женска фудбалска лига за прв пат ова година има малку поинтересен тек, бидејќи се формираше втора фудбалска лига, па по-недобри, да кажем, послабите фудбалски екипи се впуштија во таа втора лига и подобрите играчи секако си најдоа простор во некои од екипите во првата лига. Така да во моментот барем 4-5 екипи котираат добро на табелата, исто така се случуваат многу интересни резултати на секој надпревари. Во секој случај, женскиот фудбалски клуб Тиверија атакува на на титула во сениорска конкуренција. Тоа може да го потврдиме и со ангажирање на две интернационалки. Значи, за прв пат во редовите на Тиверија имаме две фудбалерки кои се од надвор од нашите граници. До сега имаме изиграно 7 колани, остануваат уште 4 до крајот на полусезоната. Во меѓувреме можем да кажем дека имаме забележено само 2 порази, меѓу кои можем навистина да кажем дека беа нестрекни. Во повеќето надпревари ние сме оние кои имаат играта, сепак сме препознатливи веќе во државата дека играме фудбал, убав за гледање пред се. Но нормално во фудбалот е потребна и спортска среќа. Така да во моментот сме трети, мислам првиот што е пред нас има само еден бод повеќе од нас. Многу е важно од година во година нашите услови да се подобруваат, а сепак голем чекор направи владата со ваучер системот, со кој голем дел на клубови, тоест сите клубови добија средства со помош на овој ваучер. Така да мислам дека тоа придонесе и за подобрување на платите и условите на фудбалерките во овие клубови кои моментално се надпреваруваат. Сега нормално со формирање на втора лига, доколку се зацврсти квалитетот во првата лига, би излегували и поквалитетни фудбалерки, тоа би придонесело според мене за подобри меѓународни резултати, како на клубско, така и на репрезентативно ниво. И нормално успехот е тој што не води до подобри услови. Значи, најпрво ние мора да направиме некаков успех, па да бараме услови и така натаму.